Добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание Вечерва со Слободан Томич. Петочно издание, 21:15, обичаен термин, специјално за вас, почитувани, со оглед дека оваа емисија создава голем број интерес, не со голем интерес, имајќи факт дека ги обработуваме темите кои вам ви представат големо задоволство и предизвик да слушнете она што е најактуелно во државата. Да, актуелно е безбедносната политика во државата, со оглед да очекуваат за неколку дена еден голем самит на ОПСЕ, да речам, поранешен КЕПС, каде е Македонија и главниот град, и центарот на збидувањата во светот. И да не должам многу, бидејќи наистина имам прекрасен соговорник кој има што да каже и да одговори на прашањата што ќе ве остават секако, се надам, во една позитивна енергија и размислување. Добро вечер и добро дојде на мојот драг пријател Маче Чулев, поранешен министар за внатрешни работи. Добро вечер, Слободан. Добро вечер до гледачите на Вистел телевизија. Да видам, искрено се договараме неколку пати за гостувањето, со оглед да почитам активноста, ангажментот кој ги имате како професионалец во Министерството. Но еве, денеска е денот кога ние треба да го реализираме. Темата ја наставив и ја љубам повеќе да го цитирам Толстој, тоа е неговиот роман Злосторство и казна, но кај нас викам има многу злосторство, а казни нема. Па ве првично, како го споделувате ова што го велам јас со насловот? Интересна констатација, многу луцидна, меѓутоа констатација која што целосно соодветствува на фактичката состојба во Република Македонија. Имаме голем број на реализирани кривични дела, на незаконско постапување, меѓутоа сторителите ги уживаат благодетите на плодовите од тие кривични дела, а не се кривично процесуирани. И причини за тоа постојат безброј, меѓутоа главна и основна причина е отсуство на политичка волја кај носителите на оваа власт, поготово носителите во областа на органите за гонење на кривичните дела, меѓутоа и во обвинителството и правосудството, за непроцесуирање на кривично-правните действија кои што се реализирани од носителите на јавни функции. Вие сте еден голем професионалец, висок професионалец во работата, значи ја познавате професијата на еден глобален план, не на микроплан, што е предизвик Македонија да има таков профил, кадар. Реков, бевте министер за внатрешни работи. Што значи да се биде министер во вистинска смисла на зборот? Јас работам во разузнавачко-безбедносниот систем речиси 25 години. Сум почнал од најниско ниво, фактички од улица, па до највисоко раководно ниво. Да се биде министер за внатрешни работи во Република Македонија е пред се одговорна функција. Меѓутоа, за жал, носителите на јавните функции тоа не го сваќаат така. Министерот за внатрешни работи е најкомплицираното министерство, односно државна институција за раководење во државата. Значи, има огромен број на вработени, има многу одговорна функција, тоа е заштита на уставниот поредок, заштита на територијалниот интегритет и суверенитет, заштита на безбедноста, односно продуцирање и обезбедување на безбедност и сигурност на граѓаните. Во наредниот период, Министерството за внатрешни работи ќе биде една од клучните институции за испорачување на она што е главна и основна причина, односно пречка на евроинтегративниот процес на Република Македонија. А тоа е борбата против корупцијата и организираниот криминал. Тоа е фактички и главната забелешка во извештајот на Европска комисија, меѓутоа тоа е главната забелешка кој што сите шефови на дипломатско-конзуларните представништва, а и вклучително и целиот менаџерски тим на Европската комисија и Европскиот парламент во директно и индиректно им ја соопштува на политичките лидери во државата, а тоа е дека Македонија мора да го подобри своето портфолио во делот на борбата против корупцијата. Така да Министерството за внатрешни работи ќе има многу одговорна функција заедно со обвинителството и другите сегменти на разузнавачко-безбедносниот систем да го подобри портфолиото на Македонија на патот кон Европската унија. И јас ќе дојдам до една констатација, а позад ова констатација секако, не знам дали ќе се согласите со мене, но фактите говорат. Како органи на прогон,
ќе ја завршите работата. Дали екс моменте или во иднина која да е. Меѓутоа, органите кои треба да спроведат кривична одговорност, обвинителствата и другите институции, предметите ги чуваат во фиока. Има класична партизација на институција која не сме да замежи при фактите. Токму така, тоа е моменталната состојба. Имено, органите на прогонот, вклучително Министерство за внатрешни работи, меѓутоа тука и финансова полиција и другите институции во овој дел, како прво они спроведуваат селективна правда. Добро. Односно, таргетирано ги гонат само оние сторители на кривични дела, па некогаш има и фабрикувани случаи, пред се на идеолошките опоненти или раководичи се од лукративни побуди или бизнес интереси. Другиот дел е делот на јавното обвинителство, односно на правосудниот систем. Значи, како прво, мора Министерството за внатрешни работи, односно органите на прогонот, квалитетно и професионално и стручно да ги завршат сите предмети од делот на гонењето на корупцијата. И доколку се пружат солидни материјални докази, доказен материјал во основното јавно обвинителство, тогаш јавното обвинителство ќе биде под голем притисок да го процесуира тоа дело. И Министерството за внатрешни работи може континуирано да врши јавен притисок врз јавното обвинителство. Да, точно е, денес основното јавно обвинителство чува многу предмети во ФИОКа. Јас тука ќе ги информирам граѓаните дека сите поднесени кривични пријави против актуелниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, меѓутоа и против тогашниот директор на РЕК Битола, подосна и на Електростопанство на Македонија Васко Ковачевски, за изборни нерегуларности, за злоупотреба на службена должност при јавни набавки во Министерството за внатрешни работи и така натаму, кои што тогаш јас и мојот тим ги поднесовме до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, не се вратени од таму, меѓутоа стојат во фиоки. Значи, обвинителството се уште калкулира. Не ги враќа, не ги отфрла најголем дел од нив, меѓутоа и не ги процесуира. Во иднина, органите на прогонот не треба да ги анулираат, односно абстрахираат од кривично правно годење и учесниците, односно представниците на ОЈО-ЗАГОК, значи на обвинителството, па и судиите. Денес во понова историја на Македонија немаме ниту еден кривично правен случај каде што е од поголем обем, каде што е гонет обвинител или судија за коруптивна или за друга дејност. Така да не смеат они да бидат на некој начин заштитени во системот ако сносат одговорност заради прикривање на одредени кривични дела или пак како и самите се корумпирани. Значи тие се сами соучесници, Соучесници, а некогаш и директни учесници. Во контекст на сето тоа, гледам дека кривично дело, кој добија голем публицитет, голем акцент, и веднаш спласнува. Бела 3 дена, после секој чудо за 3 дена. Беше случај со аферата Рекет. Не случај намерно го спомнам по барање на гледачите, бидејќи го следам барањето на гледачите. Имавме еклатантен пример каде со докази, со факти беше дефинирано кој е инволвиран, да еден од учесниците се наоѓа сега во затвор, бидејќи ја кажа вистината. Дали како политичка партија ќе го продолжите тој случај, имајќи факт дека судиката рече дека нема никакво кривично дејание. Пак да речеме народна забелешка дека лукративни или од лични интереси некој тоа го стори. Значи, по доаѓањето на власт, новата влада предводена од ВМРО ДПМН сигурно ќе изврши ревизија на сите кривично-правни или судски случаи. При тоа ќе бидат формирани тимови во Министерство за внатрешни работи, меѓутоа и во Министерство за правда, каде што ќе извршат детална анализа на сите оние кривично-правни случаи кај кои што постои основно сомневање дека е незаконски постапувано. И при тоа јас ве уверувам дека ќе имаме неселективна правда, бидејќи Македонија нема втора шанса.
Едноставно луѓето, граѓаните на оваа држава, на Македонија, се жедни и гладни за право и правдина. И заслужуваат. И заслужуваат во крајна линија, заслужуваат подобар живот и политичарите, односно новата влада, крајно време е да го испорача тоа. Воспротивно, че имаме уште поголемо иселување на државата и државата че ни тоне. Така да граѓаните да немаат сомнеш, бидејќи ќе склучиме стратешки договор со нив за гонење до крај на сите оние кривично-правни случаи каде што имаме злоупотреба на службена должност со акцент на коруптивните дејствија. Господин Чулев, сакав само у контекст на сето тоа, пред една недела кај што седевте вие, беше ваш колега поранешен, министер за внатрешни работи, Павле Тренов, актуелен пратеник и председател на политичка партија, кој јас повторно го акцентирав. Знаете, мора почесто оваа држава да се акцентира, да се разбуди нервот. Дали политичар, дали раководител, кој да е. Се фаќа една ситуација на инертност. Но не се работи за инертност, кај Павле тој се грижи, се бори за иницијативата за борба против корупцијата. Беше прашањето што 20 години веќе тоа поставам по континенти на другите, беше идејата он бараше да се апси Бранко Црвенковски од страна на Лјупчо Георгиевски за многуте низак криминални дејанија. Според јавното мислење, според оценките и така натаму, и Лјупчо Георгиевски тогаш одбил. И тогаш се создаде тој джентлменски договор. По друга ситуација ќе завршам малце подуга широк коментар и нема повеќе да поставам дугачки прашања, долги прашања. Моника Маковејќи веде че личната дама единствена кој ставила премиер за решетки. Дали ќе се случи во Македонија еднаш за секојаш се стави крај на овој пашебузлук, нова самоволија, кражба на отворено, без пардона, а да не едноставно да нема чувство на грижа на совест. Кој да е? Значи мора да се стави крај, кажав и да ги уверувам граѓаните дека ќе се стави крај. Зошто? Значи јас пред се зборувам како човек кој што цел живот се занимава со заштита на уставниот поредок, територијалниот интегритет и суверенитет, и имам и професионална и морална обврска, па и обврска пред Бога да ја зборувам вестината. Корупцијата метастазира во сите делови од општеството. Не постои институција од јавен карактер во Македонија која што не е метастазирана од корупцијата. Без разлика дали е тоа Министерство за внатрешни работи, дали е тоа здравство, дали е тоа образование, дали е тоа правосудство и така натаму. И мора да се стави крај на тоа. Зошто пред 2-3 недели имаше Совет за безбедност? И на тој Совет за безбедност се излезе соопштение дека Македонија е безбедна и стабилна и дека не постојат посериозни безбедносни ризици. Па зарем корупцијата, односно високиот степен на корупција не е безбедносен закана за Македонија која што ги подкопува основните темели на државата. Значи го подкопува оноа што значи економски напредок и развој, ја подкопува бизнис климата, го подкопува подобриот стандард за живење. Корупцијата, односно невладењето на правото е основна причина за brain drain, за одливот на млади, динамична експертска популација од Македонија која никогаш повеќе нема да се врати. Под собе територија се чува со население. Доколку немаме население, не може да ја чуваме територијата, без територија нема држава. Со ова темпо на иселување од Македонија 6000 души. Па и повеќе. И повеќе. Меѓутоа, која е популацијата што не се иселува? Тоа е популацијата во која што наредниот период треба да ги придвижи општеството и економијата во оваа држава. Треба да ги реализира реформите во државата, а и треба самата да се репродуцира. Значи, ние останавме возрастно население. И тоа темпо ќе продолжи доколку во Македонија не се постави владење на правото, доколку нема сериозна политичка волја да се справи со корупцијата. Впрочем, високото ниво на корупција е детектирано не само од опозицијата, туку тоа има релевантни објективни показатели. Според Freedom House, во Македонија во моментално имаме ние хибриден режим. Што е дефинирано повеќе пати. Дефинирано повеќе пати. Transparency International, релевантна меѓународна организација која што има усвоена методологија за утврдување на степенот на перцепција на корупцијата, ја квалификува Македонија како корумпирана земја која се наоѓа на 87 место. И
И тоа е многу високо место и ние секоја година од година во година паѓаме на тие места. Па пред нас се наоѓаат голем број на африкански земји. Дури и Косово е Што пред се нас. смеевме, правевме Да, шеги по... да, значи Руанда е на 37 место. Трет релевантен показател е индексот, светскиот индекс на владење на право. Според светскиот индекс на владење на право, Македонија се наоѓа на 67 место. И окей, граѓаните ќе кажат, окей, 67, меѓутоа, за последните 7-8 години, значи тоа е периодот кога Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт и кога јавно декларираше оноа измама на граѓаните дека ќе се бори неселективно против корупцијата и криминалот. За тој период од владење на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, како главен двигател на тие коруптивни дејанија во државата, заедно со СДСМ, Македонија падна за 23 места. И, еве ќе кажам и следното, последниот извештај на Европска комисија, значи е најкатастрофалниот извештај кој што Европската комисија го има доставено до Македонија во делот, во клучните делови, во делот на владење на право и во делот на корупција. Што си фактички основни индикатори кои што Македонија треба да ги поправи на патот кон Европската унија. Токму Европската унија констатира високо ниво на корупција и отсуство на владење на правото. И што очекуваме кога Европската унија го нотира, го дефинира, го напиша во тој Катил Ферман што го велам ја, кога немаме слух, кога немаме разбирање, рацио вика, не, ние сме супер, ние сме европски ориентирани, ние сме проевропска. Значи, ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз го карактеризираат опозицијата, односно ВМРО-ДПМН како анти-ЕУ. Ако некој работи анти-ЕУ е токму партиите на власт. Заради тоа што тие не ги спроведуваат основните барања, основните вредности на патот кон ЕУ. Тоа е владење на право и тоа е корупцијата. И тука знаете дека голем дел и од амбасадорите во оваа држава алармира на високиот степен на корупција и отсутство на политичка волја да се справи државата со корупцијата. Ги знаете изјавите на холандскиот амбасадор. Че беа прилично отворени и директни дека се злоупотребуваат средствата кои што Холандија и другите европски држави да множните врзници на Холандија ги дават за нешто за градење на капацитети на државните институции да се справат со организираниот криминал и корупцијата. Тука беше и изјава на австрискиот амбасадор, па и на американскиот амбасадор и на шефот на Европската комисија кога стануваше збор за злоупотреба на европското знаме, за носење на закони што немаат врска со ја, а посебно на законот на кривичниот законник, со кој што се подкопаат темелите на борбата против корупцијата, со кој што се сменија кривичните дела во делот на јавни набавки и на злоупотреба на службена должност. Не би сакал да звучам, јас се надевам дека ќе најдеме разбирање на гледачите, јас само кратко ќе кажам. Не сакам тонот на оваа емисија да биде дека протеже на некоја политичка партија. Значи јас замолувам дека треба во секој случај секој македонски граѓанин породи државјанство да биде инкорпориран во рамките на позитивните вредности на државата и низеното одење кон добрите евроатлантски интеграции, да речеме, европски интеграции. Со оглед дека ако ние му поддржуваме криминогени ситуации на политички субјект, значи стануваме соучесници и не мислиме перспектива за својата иднина. Затоа сакам само малце еден коментар за сето тоа, да не испаѓа дека ја поддржувам нека политичка партија и нема потреба да се извлекам од тоа. Но во контекст на сето ова, дали можеме ние во сета оваа ситуација, сега ве не очекуват еден настан кој треба да се случи наредните неколку дена, како би го оцениле сето ова? Дали Македонија, јас речам да, е вистинска оаза, да не го прифаќам тој председател кој велеше дека ја немаме ништо со античка Македонија, но велеше да е оаза на мирот. И се доаѓа, тука се очекува првиот човек на руската политика, външна политика, првиот човек на американската. Дали тоа треба да биде предизвик за сите нас македонци тука, пак ќе речам породи државјанство, дека сепак сме држава која се треба да се почитува. И ја почитуваат од безбедносни аспект.
За жал, Македонија е семо помалку држава која што е почитувана во делот на придонесот кој го дава за одржување на меѓународната безбедност. Македонија е председавач на ОПСЕ по дефолт. Значи, тоа е нешто кое што следуваше по редот на настаните. ОПСЕ како меѓународна организација Европско делот за безбедноста моментално се наоѓа во длабока криза, во делот за финансирањето, во делот на функционирањето. И добар е настанот дека Македонија како председавач на ОПСЕ ќе ги собере лидерите од овој дел на Европа и светот. Меѓутоа, дури со еден така релевантен, битен настан, имаше скандал, повторно од меѓународни размери. Тоа е околу самата организација на настанот, постојано скандал во делот на набавката на возила. Министерот вели дека нема врска, се е во граница на по ПС. Па ако ги прашате вие министрите од оваа влада, они секогаш ќе кажат дека не потрошија 5 милиона евра, потроши само 3. И на прашањето на еден мој колега, вели, а добро, немаше ли повеќе поевтини цени на изнемување на возила? И тоа не се нови возила, тоа се преку 20 и кусор години старосно. Без коментар. И натаму е чесен и немам коментар. Видите, значи, зборувавме сега за корупција и за борба против организиран криминал. Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи веќе 7 години. Значи, ако е некој одговорен, помеѓу другите, тоа е Оливер Спасовски. Зошто Македонија назадува на сите релевантни меѓународни листи, па и зошто ни е негативен извештајот во Европска комисија во делот на борба против корупцијата. Значи, Оливер е министер, рекордер на глобално ниво по број на меѓународни скандали, а кој се уште останал на таа функција. Што сакам да ти кажам, Цобе, дека без разлика на големината на скандалот, ние имавме скандали кај што ни загина граѓани, како резултат на непостапувањето, односно незаконско реализираните тендери. Па Тетово болницата живи не изгорја, автобусот во Бугарија, како резултат на нереализиран технички преглед. Околу 100 души. И тука мислам до сега требаше една плејада на носители на јавни функции да понесат одговорност. Дали тука можеме и племенскиот старешина, да го речем поглавицата, Али Ахмети, кој тој фактички кормиларот на овој брод кој тоне, според јавното мислење, дефинитивно дека никој не смее да покрене никаква иницијатива. И да сака, не може. Поглавицата е тој. Како рече, ќе продолжиме како што до сега беше. Токму така, моментално, мислам се гледа тоа и на секојдневно во јавноста, дуе двигателот на оваа влада, фактички од дуј зависи обстанокот на оваа влада и не само сега, значи тоа од самиот почеток. Меѓутоа, дуи е еден од главните носители на коруптивни дејанија во владата. И тоа може да се види по голем број на скандали кои што излегоа во последниот период, односно по енормното богатење на функционерите во ДУИ, меѓутоа и на блиски членови од нивните семејства. Дополнително, знаете дека ДУИ целосно го има приватизирано судството и обвинителството, со тоа што најголем дел од раководните лица во обвинителството и во правосудниот систем се лица кои што инклинираат, односно одржуваат блиски конекции со Демократската унија на интеграцијата. И сега кога опозицијата, македонската опозиција вади на дневна основа афери за коруптивни и криминални дејанија во рамките на Демократската унија на интеграции, кој е нивниот одбранбен механизам? Значи, тие на ниво на партија се имаат договорено дека сега на овие напади ние ќе возвратиме дека тоа е напад, дека ВМРО е албанофобска организација и дека тие фактички ги маваат отровните стрели заради тоа што ние сме албанци. И таа приказна сакат да ја продадат на јавноста. Меѓутоа, граѓаните и јавноста, мислам, се свесни што се случува. Впрочем, ДУИ е политичка партија која што е веќе 20 години, повеќе од 20 години на власт
и граѓаните се свесни во какви големи коруптивни действија има навлезено истата. Така да јас најодговорно тврдам дека за сите овие скандали кои што ги вади ВМРО-ДПМН, че има и кривично правна одговорност, а дека ВМРО-ДПМН е партија на сите граѓани во Македонија и дека по доаѓањето на власт че има неселективно гонење на криминалот и корупцијата, без разлика дали е некој албанец, македонец, турчин, србин, без разлика на верската определба и така натаму. Јас во една од моите емисии го прашав и мојот соговорник беше Ристо Никовски во контекст на сето тоа. Изјавата на Ардан Груби, кој повторно има некои скандали, прво беше со Бехтел на Ненка, според медиумите што пренесуваат, пред некој ден рекоа во Чаир, вели Македонија и раководат и со нејзин владат албанците во сите сфери и пориви на животот. Колку е тоа професионално, етички, морално и пред се професионално, како што реков, политички се даде таква изјава во центарот на Скопје? Како прво, тоа е непрофесионално, меѓутоа и неодговорно. Неодговорно е, значи... Дали поглавицата треба да реагира? До последниот период, со настаните во Сопот, со споменикот, со настаните на стадионот, меѓутоа и на соберите кои што ги има со граѓаните, продолжува да игра односно ја обнови радикална националистичка реторика, со оглед дека нема други аргументи со кои што може да се одбране од големите коруптивни скандали. И албанските граѓани се свесни. Значи, нивните деца, полни се автобусите и од Западна Македонија, од населбите кои што живеат албанските граѓани. Се разочарани, депремирани и тие живеат во лош стандард. И нивните деца, полни се автобусите кои што заминуваат во Западна Европа. Празни и Западна и Источна Македонија. И сега Дуј, на крајно неодговорен начин, па и неморален, неетички, настојува собственото богатање на врхушката на Дуј да ја оправда на начин што ќе обнови таа националистичка реторика. Фактот дека Дуј беше изваден, ако да речеме така наречениот криминал кој го спомнуваат во времето на ВМРО-ДПМН и коалиција, Дуј, сув во океанот на криминалот. Значи, целта беше на Запад, да бидеме отворени, не можеме да збориме во ракавици. Јас како новинар повеќе пати пишував и ќе повторам дека целта беше да се смени, да се имплементира еден октруиран документ наречен Преспански договор, кој е тежок проект, и тоа ќе го направише само политичка партија како Дуј и имплементаторот Зоран Заев, кој самиот се наметнал, самиот се понудил, дека ќе биде екзекутор на македонскиот идентитет и се поред што вика национално благо. Дали на сето тоа што Дуј го направи како за услуга, ова им се премолчува и се гледа низ прсти? Че имате капацитет, че можете тоа го направите докато ќе дојдете на власт? Јас кажав претходно, повторно ќе повторам себе, без разлика дали е Дуј во прашање, без разлика било кој припадник без разлика на верска, етничка или политичка структура, доколку направил одредено кривично дело, тој ќе одговара. Во албанскиот политички естаблишмент моментално има и други албански политички субјекти кои што веќе се етаблираат во македонскиот политички спектрум и кои што исто така ја имаат согледано коруптивноста на Дуј и ги освестуваат и албанските граѓани на тој план. Инаку во делот на оноа што значи зачувување на македонскиот идентитет, па ние во моментот и Преспански договор, во моментот ние имаме државни институции каде што не само што е исполнета квотата за етничките заедници, туку и таа е негде надмината, поготово во она што значи клучен дел, тоа е правосудство. Јавно обвинителство и судството каде што негде и над 50%. И
Впрочем, ние во перспектива, доколку сакаме да имаме силна држава и силни државни институции, не треба да се раководиме од етничкиот или од верскиот момент за правична застапеност. Дали треба балансер тука Правичната да застапеност треба да биде врз основа на личните квалитети, врз основа на професионалност, врз основа на стручност, знаење. врз основа на резултати од работење и така натаму. Зошто? Бидејќи само така Македонија може да се извади од оваа кал. Само така Македонија може да има сериозни реформи, сериозна борба против корупцијата и сериозен економски развој и напредок. Вие имате голем дел од припадници на етничките заедници, албанци, турци, кои што се надвор од државните институции, а се со огромен квалитет и стручност и познавања, кои се повеќе етаблирани надвор од државата отколку тука. Зошто? Бидејќи не се членови на ДУИ или не се симпатизери на ДУИ и заради тоа тие остануваат надвор од системот. Од друга страна имате албанци кои што се внатре во системот, кои се крајно неквалитетни, нестручни и необразовани. Јас се извинувам, почитувани вам ви се извинувам. Не сакам да го злоупотребам моето влијание на оваа емисија и како автор. Но немам на кое место ова ќе го кажам. Јас сум србин по народност, македонец од душа сум. Како сакам, нека ја артикулира кој сака. Мојата керка избркана од работа поради нејзиниот татко. Јас имам керка правник, кој 5 години не може да најде работа, ниту ќе најде работа, бидејќи нема простор. Татко мораше, јас се извинувам и на јавноста и вам, кога збориме за балансер. Дали може вака да имаме мултиетничко општество, општество за сите, правичност, праведност, каде што еве интелектуалци не може да си најдат работа и што треба? Тие деца да заменат во странство. И како вак случај со мојата керка има многу такви. Но јас мораше да го потребам и просто како пример. Токму за тоа зборуваме, Слободан. Значи, народот во Македонија, граѓаните без разлика на етничка и верска припадност се жедни за право и правдина, жедни за владење на право, жедни за држава во која што ќе се стави предност на стручноста, на експертизата, а не на партиската припадност. И тоа мора да се испорача. Јас сум дел од безбедносниот систем и зборувам за безбедноста. Во моментот безбедносниот систем не е хаотичен, нефункционален. Една од главните причини за тоа е освен лошата менаџерска политика, тоа е и лошата кадровска политика која се води. Во безбедносните институции, вклучително МВР како носечка безбедносна институција, се вработува кадар. Дали се солвентни, дали се способни да речем? Поготово овој период пред избори се вработуваат многу луѓе. Меѓутоа и тоа не е проблем. Овие луѓе што се вработуваат, тоа се лица кои што се нестручни со несоодветно образование и немаат капацитет и стручност да испорачаат резултати. И заради тоа Министерството за внатрешни работи од респектирана институција на меѓународен план е станата за посмев во безбедносно што не било порано, дипломатско безбедносните кругови. Што не беше порано. Што не било порано. Да. Вклучително тука ќе ги спомнам и разузнавачко безбедносните агенции. Значи таму заради таму е фактички одстрането од работа, суспендирано, неиздадени безбедносни сертификати на сите оние кои што ги сметаат дека се опозицијски настроени и идеолошко некомпатибилни. И ако тие луѓе се професионалци без разлика на нивната идеолошка определба, тие работат за Македонија и за безбедноста на граѓаните на оваа држава. Меѓутоа, сите се тргнати на страна, дел се одстранети од работа по X причини, најчесто заради неиздадени безбедносни сертификати, така да во моментот капацитетот на безбедносниот систем е на најниско можно ниво. Од друга страна, Оливер Спасовски нуди Потемкинови села, кажува дека во безбедноста е се мед и млеко, ама граѓаните се свесни и тоа може да го забележат. Еве, јас ќе ги прашам граѓаните. Дали денес се чувствуваат побезбедни од вчера, односно од пред една, две или пред 10 години? Дали е откриено барем едно потешко кривично дело? Од овие сите убиства што ги имавме, пукања по улиците на главниот град и надвор во регионот, дали има помалку разбойништва на кладилници, станови и така натаму? Секој граѓанин ќе ви каже дека не е така. Во моментот има драматично зголемување на малолетничката деликвенција и на врсничкото насилство. А Министерството за внатрешни работи не презема ништо на тој план.
нити спроведува одредени превентивни активности. А тоа е најмногу што не засега. Сите имаме деца и кога ќе ги пуштиме надвор, очекуваме барем до некаде Министерството за внатрешни работи, односно системот да продуцира одредена безбедност. Во моментот секој родител ќе ви каже дека не се чувствува сигурно кога неговото дете е излезено за неговата за безбедноста на неговото дете. Зошто? Заради тоа што имаме драматичен пораз, ви кажав, за врсничко насилство и за малолетничка деликвенција. Слушам и за киднапирање на деца има се зборува. Киднапирањето не е нова појава во македонското општество, меѓутоа таа е постојано присутна и повторно тоа е одраз на отсуство на капацитет на безбедносните институции. А тоа отсуство на безбедносен капацитет е веќе драматично и мора повторно да се стават во функција сите оние стручни лица, професионалци кои се моментално на маргините, а ги има зафатено апатија и демотивираност како резултат на лошата менаџерска политика. Повторно да се стават во функција без разлика на партијска, верска, етничка припадност, да се искористат сите капацитети на Министерството за внатрешни работи и безбедносните институции, да се врати безбедноста и довербата во институциите. Во моментот моралните, етичките и професионалните вредности во безбедносниот систем се сведени на минимум. Едноставно, во Министерството за внатрешни работи е изгубен редот и дисциплината. А редот и дисциплината за институции од хиерархиски, од строго, стриктно хиерархиски вид, како што се безбедносните институции, односно Министерството за внатрешни работи, се клучни за продуцирање на резултати. Се унапредуваат луѓе со несоодветно образование и кои што не ги исполнуваат основните законски одредби. Се носат луѓе прво, например, речи се сите градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз. Добар дел од нив, кои што изгубија на локалните избори, најдоа прибежиште во Министерството за внатрешни работи. Некои на возраст каде што по сите критериуми на Министерството за внатрешни работи повеќе од 50 години се треба да бидат во пензија. А нив тоа му е привично вработување Министерството за внатрешни работи. И како можете една таква институција да испорача соодветни резултати за граѓаните? Еве во моментот што се случува? Во моментот има недостаток на капацитет кај Министерството за внатрешни работи за издавање на пасоши. Како прво, не смееле да ја преземат врската, да се сменат личните документи на граѓаните, додека не се истечени. Зошто ти граѓанинот веќе еднаш платил дебело за неговата лична карта, возачка дозвола или пасош. И сега, на неистечени пасоши, повторно ги тераа да ги сменат, зошто бидејќи договориле таму некој си рок. Меѓутоа и тој документ не е реализиран од грчка страна, значи едностранно. Ништо не е реализирано од грчка страна. И еден од условите да ги почнеме преговорите. Толку така. Во моментот, значи, еве, баш додека седиме тука, денес е прв ден, има редици на граѓани пред спорски објект, каже што луѓето на едно време кое што овие денови е врнежливо, се почесто чуваме и снежни врнежи и дожд и студ. Значи надвор чекаат изнемоштени стари лица, мајки со деца со часови во редица да се сликаат за пасош или за лична карта, кој што нема да им биде издадено во законски утврдениот рок, бидејќи Министерството за внатрешни работи едноставно нема капацитет технички. Чулев, што мислите според констатација, пак ќе на народот, дека за се тоа политика стои сепак Зоран Заев? Не може да се суспендира влијанието и значењето на Зоран Заев визави Ковачевски, кој дефинитивно гледаме како ношалантно се однесува на политичката сцена. Едноставно гротесни прави. Не може секој да биде Јелцин. Јелцин е политичар кој правеше досетки, меѓутоа ја држеше Руската Федерација. Меѓутоа со глупости наликува владата на циркус Максимус, простете народот така оценува. Дали ние заслужуваме такви политиканти? Од друга страна, тој што е организатор и протагонист на оваа девастација и урнисување на Македонија е Зоран Заев. Народот тоа го кажува. Дали треба во заборав? И тој ако даде насоки, така треба да биде. Со оглед дека треба да се менуваат личните карти, значи тоа не е на поединецот, тие се извршители. Значи, налогодавачот се знае, Зоран Заев оценува и повикува народот.
Слободан, значи добро го употреби терминот, значи се работи за политиканти, а не за политичари, и тоа посебно не за одговорни политичари. Меѓутоа, дозволи ми да не се согласам во делот дека одговорноста само е на Зоран Заевс, кој што сега е поранешен премиер, иако има големо влијание во Социјалдемократскиот сојуз, посебно во делот на правосудните органи. Јас тука не би ги абстрахирал од одговорност и актуелниот премиер Ковачевски, а посебно не генералниот секретар Миле Зечевич, Оливер Спасовски, значи тоа е цела плејада со одредени мали исклучоци во рамките на лидершипот на Социјалдемократскиот сојуз, односно на владата, кој што сноси одговорност за тоа што Македонија дојде на овоа дередже, на кое што сме сега, да едноставно да бидеме на крајот од возот за Европа. Значи да бидеме по економски раст, без разлика, по сите параметри. Дали е тоа во делот на безбедноста, дали е тоа во делот на образованието, дали е во делот на земјоделието. Гледаме се поголем број плодна почва се запустува, или откупот на... Се увезуваат странски производи. Значи, во било кој дел Македонија е на дното од европските земји. Така да одговорноста не е само на Зоран Заев, иако неговата одговорност може би е најголема, веќе тој го прави тимот во владата, меѓутоа одговорноста и на сите оние луѓе кои што биле дел од владата и моментално се дел од владата, и граѓаните не се слепи. Тие го гледаат тоа, прочем и го искусуваат тоа на собствен грб, со низок животен стандард, со лоши услуги од институциите, со висок степен на корупција, со иселување на нивните најблиски, и несомнено дека на наредните избори Социјалдемократскиот сојуз ќе го доживее најголемиот дебакал од основањето на Република Македонија. Знаете зашто? Не сум се директно сконцентриран, го сондирам мислењето на народот. Ова е сценарио во две продолженија. Првото беше да дојде човекот кој се нафатил дека ќе го направи тоа, и реализаторот. Тој е само реализатор кој си ја реализира агендата. Ќе гледам и ви посакам успех во едниот политички амбиент. Се надам дека ќе бидете и сте новиот министер за внатрешни работи, со у случај со јавното мислење анкетите, доаѓањето на власт на политичката сцена ВМРО ДПМН, и ја гледам жолчноста ваша и незадоволството што е евидентно од фактичката ситуација. Дали ќе има реваншизми во делот на отпуштање на вработени и сето на кој што ви казав пример, еклатантен во моето семејство се случи? Прво, Слободан, јас без разлика дали ќе бидам министри за внатрешни работи, јас ќе бидам дел од безбедносниот систем на оваа држава, како што сум бил секогаш. Сум имал многу понуди, меѓутоа сум се одлучил да го дадам придонесот за Република Македонија, за безбедноста и територијалниот интегритет, така да граѓаните да бидат сигурни дека ВМРО ДПМН ќе испорача неселективна и безкомпромисна борба против корупцијата и криминалот. Ќе дојдете на власт, што е факт. На која да сте позиција рековте ќе бидете во безбедносниот систем? Дали ќе имаме повторно веќе виден филм, дежаву што се веќе видено, реваншистички дух, енергија во вас како политички субјект, и ќе газите се што не е ваше, односно ќе има бркање од работа? Слободан, јас сум голем верник и секогаш во моето постапување се раководам според Божјото правило, не им го прави она на другите што не сакат самиот на себе да си го правиш, односно другите да ти го прават тебе. Значи, мојата енергија ќе ја насочам пред се во гонењето на криминалот. Нека бидат спокојни сите оние професионалци, експерти во Министерството за внатрешни работи и во другите безбедносни институции, кон нив нема да има реваншизам. Нека се спремат за голема работа, не очекува голема работа во борба против организираниот криминал и корупцијата и во оно што значи испорачување на безбедност на сите граѓани на Македонија. Меѓутоа, потенцирам, нема да има некаков пардон кон сите оние чинители во општеството, па и припадници на безбедносниот систем кои што во изминатиот период се огрешили на законот. Кон нив ќе има бескрупулозна борба и постапување се додека не бидат изведени пред лицето на правдата.
Сам Чулев, ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Благодарам и на вас. Со Ми беше дека драго. И мене чест и задоволство што не удостоивте како телевизија, еве, да дадете една критична основа на дискусија за се ова што ни е зазел рак-рана во моментот и се надам дека ќе дојдат добри времиња. Благодарам, да. Нека бидат граѓаните уверени дека добрите времиња доаѓаат. Следуваат. Почитувани, еве заврши ова вечерно издание, овој Night Light Show со Слободан Томич. Ви благодарам за вниманието и ве очекувам во понеделник во нашата дневна доза Гласот на народот. Пријатна вечер.